Добре дојдовте во втората лекција од Велдекс Академијата. Денес се зборуваме за тоа како функционира финансискиот систем кој го познаваме. Замисли дека живееш во еден мал град каде што сите се познаваат меѓу себе. Имаш еден чичко кој секогаш позајмува пари, друг кој секогаш има вишок и една продавница која е центарот за сите купувања. Ако го зголемиме тоа ниво на цела земја, тоа е модерниот финансиски систем. И тоа не доведува до прашањето зошто постојат воопшто банките. Банките, кажано на наједноставен начин, се посредници. Тие ја примаат твојата доверба, твоите заштеди и ги користат за да им дадат заеми на други луѓе или компании. Ти добиваш една мала камата, а тие земаат поголема и така заработуваат. Но тоа не е само тоа. Кога депонираш твојата плата во банка, тие не ги чуваат тие пари во некој сеф, како во филмовите. Во реалноста, тие пари веднаш ги пуштаат во оптек. Од секои 100 евра, банката задржува можеби само 10 евра како резерва, а останатите 90 ги позајмува на некој друг. И ова се вика fractional reserve banking или делумно резервно банкарство. И така во системот се создаваат пари што реално не постојат. Твоите 100 евра се таму, но и некој друг ги користи во исто време. Звучи чудно, но така функционира целиот финансиски систем. Ќе ви го објаснам тоа со еден мал пример од реалноста. Замисли дека ти имаш некоја заштеда од 10.000 евра. Одиш и ги депонираш во банка. Имаш 10.000 евра бројка на сметка. Таа банка тие 10.000 евра ги позајмува на некој кој побарал кредит од банката. Банката му дава. Што се случува? Тој кој побарал кредит добил 10.000 евра, банката му дала од кој? Од твоите пари. И ти имаш 10.000 евра. Ако утре отидеш во банката, таа банка треба да ти ги исплати. Што значи тоа? Дека банката со твоите 10 создала уште 10 нови 1000 евра кои се во оптек во системот. Што се случува понатаму? Кога тој кој зел кредит од 10.000 евра, ќе ги враќа парите на банката, ќе врати можеби 12-13.000 евра со камата, нормално. Од каде тие нови 2-3.000 евра? Значи се создаваат се уште нови пари кои се во оптек во целиот финансиски систем. Тие пари реално не постојат во системот. Постојат само бројки. Ти имаш 10 и тој кој зел кредит има за враќање 10, но уште 3 згора. Што значи банката со нашите пари кои ги депонираме создава нови и нови и нови пари кои реално не постојат како банкноти или како покритие во финансискиот систем. Сега доаѓаме до друго прашање. Кој ги контролира банките? Тоа се централните банки, како што е Народната банка на Македонија, Европската централна банка или федералните резерви во САД, познати како ФЕД. Тие имаат една главна задача да ја контролираат количината на пари во системот. Кога економијата оди слабо, тие печатат повеќе пари и тоа го нарекуваат монетарна стимулација. А кога има премногу пари во системот и цените растат, имаме инфлација, тие ја намалуваат количината на пари преку зголемување на каматните стапки. Инфлација. Во претходната лекција спомнаме дека тоа е невидлив данок што сите го плаќаме. Затоа сега малку ќе зборуваме за нешто што сите го чувствуваме на своја кожа, а малкумина го разбираат тоа доволно. Инфлацијата е кога цените растат, а вредноста на твоите пари опаѓа. Пред 10 години со 100 денари можеш да купиш литар масло, леб и чоколадо. Денес со истите тие 100 денари едва можеш да купиш леб и некое ефтино млеко. А зошто се случува тоа? Бидејќи со текот на времето, централните банки и владите постојано создаваат нови пари за кредити, за субвенции, за плати во јавниот сектор и нормално кога има повеќе пари, а ист број на производи, нормално е цените да се покачуваат. Така, инфлацијата го јаде твојот труд полека секој ден. Иронично, но системот е направен така што твоите пари секогаш губат вредност ако само стојат. Потоа доаѓа монетарната политика. Централните банки користат нешто што се вика монетарна политика. Тоа е нивниот начин да ја контролираат економијата. Главното оружје им се каматните стапки и печатењето на пари. Кога ги намалуваат каматите, луѓето земаат повеќе кредити, купуваат станови, автомобили, фирмите инвестираат повеќе и економијата на тој начин расте.
Но во меѓувреме за сите тие кредити и трошоци се печатат повеќе пари и тоа често доведува и до инфлација, затоа што со самото пуштање во оптек на тие пари, сите производи стануваат поскапи и парите ја губат својата вредност. А кога ги зголемуваат каматите, кредитите стануваат скапи, луѓето трошат помалку, инфлацијата паѓа поради намаленото трошење, но на тој начин и економијата почнува да забавува. Ова е игра на баланс и тоа е секогаш ризично. Како влијае ова на нас, обичните луѓе? Еве ја суштината. Овој систем е дизајниран да функционира добро само ако постојано расте. Значи, ако сите земаат кредити, ако компаниите се шират, ако владите трошат повеќе, а кога тоа ќе застане, започнуваат рецесии, отпуштања, падови на берзите и слично. Значи, системот постојано те тера да трошиш, да инвестираш, да земаш кредит и секогаш некој профитира од тоа, а најчесто тоа се банките и владите. Но луѓето почна да ја губат довербата во системот. Зошто се случува сето тоа? Многумина веќе гледаат дека оваа игра нема крај. Секој пат кога има криза, владите само печатат уште пари. Во 2008, во 2020 година, па и денес исто така. И секој пат тие што се најбогати стануваат уште побогати, а народот ги плаќа последиците преку инфлација и поскап живот. И токму во тој момент, кога довербата во системот почна да паѓа, се појави нешто ново, нешто што никој не го контролира, што нема централна банка и што не може да се испечати без лимит. Тоа е биткоин. Денес живееме во свет каде повеќето луѓе нема ни основна представа за тоа како функционира овој систем. И токму тој систем управува во секој аспект од нивниот живот, од платата до цената на кафето, до тоа колку ќе може да заштеда за пензија. Разбирањето на ова е првиот чекор кон финансиска слобода. Кога ќе ја сватиш играта, можеш да почнеш да играш по своји правила и токму тоа ќе го правиме во следните лекции. Се гледаме таму.